Со цел да ги информираме нашите гледачи, граѓаните на општина Ѓурче Петров за успешно реализираните проекти во 2018 година. Денеска се наоѓаме во кабинетот на градоначалникот на општината Александар Наумовски, со кого ќе поразговараме не само за минатите проекти, туку за реализацијата на планираните проекти за 2019 година. Најнапред ви благодарам за издвоеното време. Благодарам. Како што споменав, за нас оставаме уште една календарска година. Може ли за почеток да ни кажете какви се вашите впечатоци? Видете, впечатоците се прекрасни, за тоа говорат фактите и делата. Општината е една од трите без долг во Република Македонија, зашто требаше многу работа, тоа го направиме заедно со мојот тим, како што ветивме пред изборите, и со поддршка на Советот. Наследивме долгови, не изготвени проекти, меѓутоа со транспарентно и одговорно и домакинско работење вратени се долговите, негде бе околу 520.000 евра, затекнати 240.000 евра, дополнително со ненаплатени фактури околу 520.000 евра. Истовремено започнавме со исплаќање, нас не затекна ануитетот на кредити, во вкупна вредност од 2.300.000 евра, меѓутоа и покрај тие тешкоти ние исправивме општината во вистински правец и се надевам дека периодот што доаѓа ни се отворени вратите за нови проекти, зашто веќе подготвуваме. Дополнително со влезот на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија сме спремни и екипирани и за европските пари. На што најмногу посветивте внимание во 2018 година? Во 2018 година се работеше на многу полиња, но некаде работата е видлива, негде ефектите стигнуваат постфестум. Така да во делот на инфраструктурата асфалтиравме 30 улици или 29 километри асфалт, 5 километри бекатон, 11 километри фекална канализација, Ѓорче Петров го затекнавме во мрак, поставивме над 2000 нови улични светилки, реконструиравме над 20 детски и 10 спортски рекреативни игралишта и во континуитет ја подобруваме урбаната опрема. Исто така морам да напоменам дека дополнително покрај согласностите што ги добиваме од Министерството за труд и социјала за вработување во нашите градинки, ангажиравме дополнително 13 негувателки. Воведена е социјална патролна служба, ангажирани се лица кои се грижат за стари и изнемоштени лица. Во делот на образованието обезбедивме бесплатна ужинка за првачињата, бесплатна екскурзија за сите во оделенската настава. Завршена е салата во основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски, инвестиција од 1 милион денари. Во континуитет набавуваме спортски реквизити, се интервенира и на покривите на училиштата, дополнително се прават проекти за енергетска ефикасност на сите училишта. Со донација од 4 милиони денари го вратиме достоинството на фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров, кој што втора лига игра во прва лига, дополнително е полуфиналист во Купот на Република Македонија. Вложуваме во спортот, во младите, ракометниот клуб Ѓорче Петров веќе е меѓу првите во втората лига во ракомет. Имаме ракометен клуб ново формиран кој се такмичи во младинската лига во ракомет, ракометниот клуб Волково. Дополнително го помогнавме и фудбалскиот клуб Волково, кој што се надеваме ќе влезе во втора лига и известни се шансите за тоа. Од делот на културата да не ја занемаривме воопшто, напротив го подигнавме нивото, вложуваме во неа искрено. За прв пат годинава содржа манифестацијата Звуци на културата, за прв пат спроведовме проект исто така за енергетска ефикасност на кровови на фасади на стамбени згради со 30% учество од страна на општината. Така да ова е само еден мал дел и мал дел од плановите кои што следат за 2019. Преку отворените денови кои што ги реализирате во општина Ѓорче Петров, имате можност да се сретнете со граѓаните и да ги слушнете нивните барања и ставови. Од она што го имате во комуникацијата со нив, кои се проблемите со кои што најмногу се соочуваат Ѓорче Петровци? Првенствено морам да кажам дека инфраструктурата генерално последните 12,5 години е запоставена. Значи, морам да кажам дека ние се соочуваме во 21 век да немаме фекална канализација, да немаме атмосферска канализација, да немаме доволен притисок на вода. Меѓутоа, напоредно како што ги изготвуваме и проектите и каде што
интервенираме, гледаме тоа да го подобриме. Тоа е многу тежок процес, меѓутоа граѓаните се надевам дека ќе имаат трпение. Најголем проблем е калот во руралниот дел, каде што ставивме фекална канализација, луѓето бараат одма да се стави асфалт. Меѓутоа тоа е невозможно и покрај временските услови и со динамиката и на средствата и на ангажираноста на фирмите кои што се изведувачи. Така да покрај тоа најголем проблем ни создава сметот и ѓубрето. Колку и ние да интервенираме, иако сме дел од градот Скопје и комунална хигиена исто така интервенира, меѓутоа нашите граѓани крај немаат. Така да оваа година ја мислам дека толку чува ѓубре, извадија се буквално од своите и подруми, и станови, и куќи. Така да се надевам дека со интервенција и на комунална хигиена и наша интервенција дополнително ќе обезбедиме средства за уште едно камионче и за уште еден липкер, багер, за да можеме промптно да делуваме на тие места каде што навистина има потреба. Меѓутоа, ева користам оваа прилика, ние веќе почнаме и со казнување, меѓутоа да не дојдеме во ситуација да казнуваме, меѓутоа да бидат луѓето посвесни, да ги побараат службите во општината, ако имаат некој поголем кабаст отпад, за да можеме ние тоа да го депонираме и складираме како што е ред. Ја споминавте изградбата на канализационата мрежа, токму во таа насока би сакала да го продолжиме разговорот, до каде е постапката и кога конечно може да очекуваме финиширање на овој долгогодишен проект за изградба на фекална и атмосферска канализација? Проектот за изведба на канализационата мрежа веќе е завршен во делот на тоа што имавме како проект. Бидејќи тоа е проект кој што е изготвен од страна на општината, меѓутоа го презема владата, односно Министерството транспорт и врски. Во оваа прилика сакам се заблагодарам, бидејќи навистина одвоја 650.000 евра за да се помогне во руралниот дел, бидејќи ние затекнавме одлука за самопридонес. Тие пари што граѓаните ги плаќаат за приклучок во фекална канализација, дополнително ќе бидат вратени со инфраструктура преку изведување на улиците, дали со бекатон, дали со асфалт. Така да работиме со сите расположиви средства и повторно барам трпение од страна на граѓаните, бидејќи за една година не можеме се да стигнеме да направиме, меѓутоа тоа ни е приоритет и мора луѓето да ги имаат сите основни услови за современо живење. Недостатокот на слободни празни места во детските градинки е проблем со кој што се соочуваат поголем дел од општините во Македонија и во Скопје, не само општина Ѓурче Петров, меѓутоа тука некаде јас би се надоврзала на она што сме го зборувале претходно, дека најавувате во повеќе наврати детска градинка која што ќе се гради во Волково. Какви се шансите оваа година конечно да се изгради градинката? Мора повторно да се вратиме нечеко назад. Ние немаме ни еден здрав проект за градинка. Знаете, проектирањето е малку посложено. Тоа е еден процес каде што треба тендерирање, па најниска цена, па да се утврди проектантска куќа, да се види на лице место локацијските услови, немање детални урбанистички планови. Веќе морам да кажам дека е избрана консултантска куќа која што треба да изготви физибилити студија за јавното приватно партнерство. Прво ќе биде такво во Македонија, трипатримно, каде што учествуваат 3 органи на државната управа, односно 3 институции, тоа е општината, Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика, од една страна јавен приватен партнер. Се надеваме дека таа кост-бенефит анализа, која што ќе ја направат, каде што ние влегуваме со земјиште од околу 4,5 до 5.000 метри квадратни, ќе имаме на современа амбуланта во Ѓорче 2 во Дексион и градинка која што ќе биде одвоена од тој објект, а во склоп на тој објект има некои комерцијални предпоставки за да може некој јавен приватен партнер за да најде интерес. Меѓутоа тоа го ставаме на страна, бидејќи таму веќе функционира градинка, веќе проектиравме 2 градинки, една за во Стопански двор, се чека само да се донесе деталниот урбанистички план кој што е во фаза на носење, и една во Волково, која што ви е добро позната, таа беше промовирана и во времето на мојата кампања. Веќе е изготвена, ќе биде ултрамодерна градинка на едно многу убаво место, каде што Скопје е на дланка. Се надеваме дека следната година со средствата од ТАФ, кои што ги очекува Министерството за труд и социјална политика, ќе влеземе во приоритетните. Имаме такво ветување од страна на министерката, бидејќи навистина имаме недостаток на места и повторно апелирам на трпение кај граѓаните. Така да тие инвестиции следат
и тие ќе бидат капитални во наредниот период, во делот на социјалната заштита. Уште малку ќе се задржиме на истата тема, односно ќе се задржиме на најмалите жители на општината Ѓорче Петров. Што е со училиштата? Каква е состојбата во училиштата? Дали е потребна реконструкција, реновирање, дали се доволни овие училишта кои што ги има? Морам да се пофалам дека Ѓорче Петров нема недостаток на ученици. Имаме деца кои што чекаат да се сместат во градинките, тоа е позитивно во делот на наталитетот и во делот на тоа дека навистина препознава Ѓорче Петров како чиста, здрава животна средина, за разлика од другите општини во градот Скопје. И луѓето дури да се пофалам дека бараат и плацови да купат за да го осетат тој чист воздух кој што доаѓаше од планина. Во делот на основните училишта се генерално во добра кондиција, освен основното училиште Димитар Поп Георгиевски, зашто веќе имаме изготвено проект, аплицирано до Јапонска амбасада за менување на кровот и дополнително се изготвува проект за енергетска ефикасност, да се освежи фасадата на училиштето. Имаме два проекти кои што се аплицирани за доградба на основното училиште Димитар Поп Георгиевски, истото меѓутоа клонот во хром. Се надеваме дека ќе стигнеме до крајот на следната година, до почетокот во септември, барем да имам изготвено проект за училишна спортска сала и дополнително за доградба на тоа училиште преку Министерството за образование, доградба на основното училиште Тихомир Милошевски и изградба на спортска сала, која што веќе во тек, дадени се локацијски услови до Министерството за образование и чекаме да отпочне со работа. И во делот на Ѓорче 2, основното училиште, се појави влага на една страна, така да веќе разговаравме со моите стручни служби да видиме во секторот урбанизам, да видиме да изготвиме спецификација за тендер, за да може тоа да се реагира во делот кога учениците не се на настава, односно тоа би било после јуни следната година. Така да имаме ветување исто така дадени локацијски услови да следната година се започне со изградба на базен, мини базен во склоп на основното училиште Мирче Ацев. Во делот на основното на образованието ги мотивираме наставниците, дополнително наоѓаме можности за нивно финансирање, така да младите, спортот, заштитата на животна средина и условите за живење на децата ќе бидат приоритет. Ги споминавте на почетокот на интервјуто и детските игралишта. Кажавте дека изминатава година голем број паркови сте направиле, меѓутоа што е со одржувањето? Многу често забележуваме дека по изградбата на еден детски забавен парк истиот многу набрзо е запоставен, што и од девијантното однесување нели на граѓаните, меѓутоа и од она што се нарекува редовно одржување. Констатацијата за жал ви е точна. На територијата на општина Ѓорче Петров екзистираат повеќе од 30 детски и спортски рекреативни игралишта. Ние апелираме нон-стоп за самосвесност, меѓутоа тоа е понекогаш и домашно воспитување. Со новиот тендер за обезбедување веќе ги нотиравме овие проблеми кои што ги имавме во 2018 година, така да со 24 часовно обезбедување цениме дека тоа ќе се коригира. Го споминавте чистиот воздух од Чарпланина. Меѓутоа, освен она што очекуваме дека ќе ни дојде како Чарпланина чист воздух, дали презимате како локална самоуправа нешто по ова прашање? Секако, како што сте информирани, на дневна основа се подига ѓубрето од дивите депонии, како во урбаните, така и во руралните средини. Имавме есенска акција, заедно со градот Скопје засадивме 200 дрвја. Исто така ние претходно на почетокот на крајот на 2017 година засадивме околу 100 дрва. Имавме есенска акција заедно со градот Скопје во делот на чистење на улиците. Истовремено нашите инспектори почнаа со двосменско работење со цел да се лоцираат и спречат загадувачите. Падна и првите казни за палење на огнови, за некористење на конвенционални средства за затоплување. Дополнително предвидуваме во наредниот буџет за 2019 субвенции за инвертори за печки на пелети. Така да, меѓутоа, уште еднаш ќе апелирам,
најголеми загадувачи се индивидуалните домаќинства. Во делот на Ѓорче Петров, со користење на разни средства за грејење, така да за да не дојдеме до казнување, јас би замолил колку што се може да ги искористат можностите и од градот Скопје и од општината што ги дава како субвенција, за да можат да се греат на грејни тела кои што не загадуваат. Дали во дел од плановите за годинава која што е пред нас имате наменето средства и за прочистувачи за воздух во градинките и основните училишта? Преку Министерството за животна средина веќе и просторно планирање веќе се обезбедени 10 прочистувачи кои што ќе бидат распоредени во сите клонови на градинките. Дополнително ја апелираме до сите општествено одговорни компании ќе добијат допис од страна на општината за да може да донираат, за да ја почувствуваме нивната општествена одговорност во општина Ѓорче Петров. На почетокот на разговорот споминавте дека ги поддржувате младите спортисти и спортските клубови кои што се наоѓаат во општина Ѓорче Петров. Би сакала нешто подетално околу тоа, какви се плановите за 2019 година, дали планирате финансиска поддршка на спортските клубови и младите спортисти, а она што исто така би било убаво да го споменеме се и големиот број на хуманитарни забави кои што се случуваа во општина Ѓорче Петров и на кои што им помогнавте на голем број граѓани. Ќе продолжите ли со ова темпо? Тука кај мене тоа не престанува, тоа е во континуитет. Ја целата резерва што е за градоначалник, намалувањето од службени патувања, од непотребни трошоци се е дадено на спорт и млади. Дури некогаш ме караат во општина во финансија, ама вика ти само за спорт и за млади даваш. Тие ни силината и мора да го негуваме, бидејќи Ѓорче од секогаш била таква населба спортска, каде што се ценел здравиот дух. Ние дополнително не само што еднократна помош континуирано даваме за лицата од социјален ризик, исто така имаме еднократна помош за ученици од социјалните семејства, ангажираме патролни служби за социјалните семејства, обезбедени се асистенти кои им помагаат на старите изнемоштени лица, продолжуваме да донираме дрва за огрев кај најранливите, повеќе пати во годината обезбедуваме и социјални пакети, храна и хигиенски средства. Во текот на годината се организираат повеќе хуманитарни настани, а годинава и училиштата почнаа со новогодишна акција и базар, при што средствата што се собираат од акциите ги доделуваат на деца кои што се нивни соученици со ретки болести. И некаде сосема пред крајот на разговорот може ли да позборуваме за идните планови што ќе се реализира во 2019? 2019 ви напоменав и на почетокот во делот на тие проекти што ги имаме изготвено, во делот на социјалната заштита, основните училишта, спортот и така натаму. Најголемиот проект кој што заедно со мојот тим го направивме, го доставивме до владата преку Министерството за здравство е клиничкиот центар, кампус, каде што на 254 хектари, од кои што 124 хектари чисто неоптеретено државно земјиште во планскиот опфат, за местното населено викано, ненаселено викано Велеполе, се планира да биде најголемиот државен проект кој што го имала во историјата Република Македонија. Тоа е клинички центар, нов, современ, по сите светски и европски стандарди. Се надеваме дека нашата локација е најдобра и за тоа тврдиме, бидејќи навистина темелно е одработена со сите потребни параметри кои што треба и мора да ги има еден современ клинички центар. Така да, доколку се донесе одлука од страна на владата за нашата локација, тоа ќе биде огромен економски и социјален бенефит за општина Ѓорче Петров, дополнително и за општина Сарај. Со тоа ќе го растеретиме, ќе му помогнеме и на градот Скопје, ќе го растеретиме од тие ненормални гужви што се создаваат. Тоа ќе биде проект кој што ќе биде пропратен со медицински туризам, со спа центри, бидејќи имаме Скопјанка, минералната вода, која што на нејзиното врело е до 60 степени, како термална вода. Дополнително гасот е стигнат до Лафома, доколку се одбере клиничкиот центар, ќе се пуштат краци за гасот, со тоа ќе го намалиме и загадувањето, бидејќи секундарните мрежи ќе се спроведат до сите домаќинства и до најголемите загадувачи. Тоа го оцениме како еден најкрупен проект кој што ќе го обележи мандатот на владата и нашиот мандат во општина Ѓорче Петров.
Во преговори сме, веќе е донесена одлука на Скопски плански регион за уредување на кеот на реката Лепенец. Се надеваме дека во наредниот период ќе почне во фази тоа да се реализира, особено во делот од граница Косово до опфатот на ГУП и од ГУП, од генералниот урбанистички план надолу до вливот во реката Вардар, бидејќи навистина тоа е еден голем проблем за жителите што живеат во тој период, во тој простор. Тоа се само дел од проекти кои што ќе бидат капитални од суштински значења, меѓутоа исто така нема да запоставиме и другите делови од Ѓорче, особено Дексион, каде што навистина тамо со години не е ништо пипнато. Веќе изготвуваме проекти за Радушка, односно булевар Црна Гора. Тоа е Црна Гора дел од како сервисна улица од булеварот Црна Гора, кој што е под ингеренција на град Скопје, за да можеме да ставиме фекална атмосферска канализација, водовод нов, за да се зголеми притисокот на вода и дополнително да се намали излевањето на фекалните канализации во домовите на нашите граѓани, бидејќи ја лично дома имам проблем, бидејќи немаме ние фекална канализација, имаме секаде, меѓутоа атмосферска имаме, замислете, 2% во цело Ѓорче Петров, не се мислило на тоа. И се сите проблеми се кршат на нас, меѓутоа мора да ги решаваме, така да тоа ќе биде еден крупен капитален проект. Ќе повлечеме дополнително средства од МСИ програмата од Министерство финансии, на кој што имаме дополнително грант од 120.000 евра, кој што ќе ги насочиме во нови занимални за градинките. Јас искрено се надевам дека успешно ќе ги реализирате сите овие проекти за кои што зборувме и ви посакувам успешна реализација на истите, успешна 2019 година, а се надевам дека кога ќе имаме повторно повод и нова причина, ќе имаме можност да бидеме повторно ваши гости и да ги информираме гледачите за новитетите во општина Ѓорче Петров. Ја би искористил оваа прилика да ви се заблагодарам на граѓаните на моето Ѓорче, да им посакам среќни, бериќетни празници. Во овие времења на предрасуди, на делби, да бидеме единствени и да ни оди државата напред. Ви благодарам уште еднаш за интервјуто.